Празниците ќе бидат последните денови во судскиот совет за дел од членовите. На почетокот на следната година известно е дека во собранието ќе биде покрената постапка за интерпелација за членовите во највисокото судско тело кои се избрани од претениците. Такви членови во советот се петорица: Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Селима Деми, Милјази Мустафа и Тања Чачарова-Илиевска. Премиерот Христијан Мицкоски откри дека за тоа размислуваат откако не беше изгласан годишниот извештај за сработеното во судски. Ние размислуваме за неколку потези што ќе ги превземеме после празниците, затоа што и покрај најавите дека се поминати оние синдроми на анксиозност, диареја, грчеви, повишена температура, се уште гледам дека тие би рекол процеси траат кај одредени обвинители и судии. Така што правдата мора да ја добијат граѓаните ја очекуваат правдата. И ние планираме ваков тип на акции во периодот кој што следи. За македонските граѓани да ја добијат правдата, според премиерот не се доволни само полициските акции. Според Мицкоски, во борбата против криминалот и корупцијата мора да се вклучат и другите институции и законите да важат подеднакво за сите. Собранието не го усвои извештајот за работењето на судскиот совет на 3 октомври и тоа може да биде основ за разрешување на оние членови на советот кои се избрани од претениците. На Мустафа секако мандатот му истекува овој месец, а на негово место седнува Арито Нала, кој беше избран заедно со судиката Данка Ристова, која доби најмногу гласови за да ја замени Лорета Ѓоргиева. Од собранието избрани се и Тања Чачарова-Илиевска, како и Павлина Црвенковска, поранешната председателка која се поднесе оставка поради притисоци од судско бизнис елитата. На предлог на екс-председателот Пендаровски, како истакнати правници, собранието во 2019 ги избра Весна Дамева и Селима Деми.